ова е всушност процес на преминување од пандемија на COVID кон процес на живење со COVID. Еве на глобално ниво во текот на изминатата недела, секои 3 минути макар еден пациент починуваше како резултат на COVID-19. Тоа значи дека на годишно ниво согласно тие статистики би починувале некако околу 180.000 луѓе. Не е бројка која што треба да ја занемаруваме. Значи COVID ќе остане да биде присутен помеѓу нас. Не треба да значи дека прогласувањето на крајот на сите мерки кои што се поврзани со COVID-19 значи дека нема да го има повеќе COVID-19, така да и понатаму ќе треба да внимаваме на тоа како се движи состојбата. Во однос на вакцинацијата, дали се препорачува уште да се вакцинираат граѓаните или како е состојбата? Се уште стојат препораките за вакцинација, затоа што тоа е една од методите која што и не доведе до ситуацијата да направиме колективен имунитет и да дојдеме до момент кога ќе имаме 66 случаи на неделно ниво од COVID-19, така да комисијата се уште остана на таа препорака за вакцинација од COVID-19, особено ако не високоризични групи, постарите граѓани и оние со коморбидитети. Има вакцини во Да, во Македонија според информациите што ги имаме, постојат вакцини кои што се од новите аплицирани двовалентни вакцини на Pfizer. Само што да ни кажете дали на комисија разговарахте или ќе разговарате за пост-ковид компликациите, кога ќе знаеме какви се компликации настанаа пост-ковид, после вирусот? Уште во текот на изминатата година комисијата практично даде препораки за тоа како би требало да се третира пост-ковид. Се размислуваше за повеќе системи за тоа како да се менаџира на подолг временски период. Имаше сериозни инвестирања и се уште има инвестирање во здравствениот систем кои што се врзани со обезбедување на опрема за подобра дијагностика на COVID-19, тоа се компјутерски томографи, лаборатории, останати пропратни и терапевска опрема која што е поврзана со COVID-19, така да на подолг временски период системот веќе можеме да кажеме дека дијагностички е речиси подготвен, останува да видиме колкав дел од тие дијагностицирани пациенти кои што ќе имаат компликации на COVID ќе можеме да ги превенираме, да немаме тешки форми на болести и да немаме хоспитализација.